Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во 19:15, вие сте на вистинско место во вистинско време. Трета порта за вас повторно ги одбра најинтересните колумни и коментари од изминатата недела и сега ќе ви ги презентираме одеднаш на исто место. Со оглед на студеното време, верувам дека вечерва се надевам во топлите домови ќе поминете пријатни 30 минути со нашите главни теми. А за оваа емисија одбираме коментари поврзани со името на училиштето на албански јазик, Битолски конгрес, неизбежниот политички блок и ќе посветиме голем дел од емисијата на економијата. Почнуваме со училиштето и со проблемите кои произлегоа од двојазничната табла на училиштето на албански јазик, Битолски конгрес, кој беше напишано со албански и исто така буквално препишано на македонски јазик со кирилица. Почнуваме со коментари на социјалните мрежи кои беа најинтересни оваа недела и со коментар на новинарот и граѓански активист Петрица Рачини, кој што ја коментира целата состојба. Рачини вели вака: на сличен начин на кој што македонците ја доживуваат конгреси и манастирите, транскрибирана на кирилица, јас и моите сонародници во 80-тите го доживувавме систематското насилие врз албанскиот јазик, кога во учебниците на албански наместо манастир се пишуваше Битоле, наместо Шкуп се пишуваше Скопје и така натаму. Некои мои наставници тогаш летаа од работа, а некои завршија и по затвори, само затоа што сакаа да се ги употребуваат албанските топоними во наставата. Неубаво е да се гледа раската во туѓото, а не гредата во своето око. И сега тука се интересни коментарите под овој статус на Петрица Рачини, бидејќи не сите, да ги вратиме, не сите се согласуваат со неговиот статус и има различни мислења. Инаку овој коментар, овој статус доби многу голема бројка на коментари, значи 415, што за оние што го користат Фејсбукот и оваа социјална мрежа знаат дека е прилично многу. Еве ќе прочитаме некои од нив, бидејќи се навистина огромен број. Еден корисник вели вака: точно, но исправањето на грешките не треба да биде и враќање мило за драго, нели? Тука има и други. Еве еден друг корисник, кој инаку е и професор по македонски јазик, кој вели вака: споредбата не е сосема на место. Од чисто јазичен аспект, топонимите не треба да се преведуваат, туку само да се приспособат според изговорот на соодветниот јазик. Овде станува збор за чист историски назив, кој на македонски гласи Битолски конгрес. На македонски конгреси и манастирит не значи ништо, исто како што Валона, например, е име на албански град, кој на никого не би му текнало да го преведува. Еве ќе видиме уште некој интересен и конструктивен коментар, значи намерно ги бираме коментарите кои се посуштински, во кои не се работи само за неаргументирано расправање или за говор на омраза. Овој корисник вели вака: значи да не се повтори. Тоа што ти се случувало во 80-тите или мене што ми се случува сега, треба да се седне заедно и да се договори како што треба да биде, за никој да не биде повреден или навреден. Пред да се постави нешто, многу лесна работа е тоа, само ако се сака. И еве да видиме уште некој коментар. Еве уште еден корисник вели вака: гледам, ама не сваќам. Која политика, претензија или што знам гледате во муабетов? Конгреси и манастирит албански, Битолски конгрес македонски. Точка. Попросто амин. Тоа беше. Сега продолжуваме со коментари на политички теми, преминуваме на политички терен. Секоја недела се неизбежни анализите, коментарите во однос на однесувањето и програмите
и политиката на опозицијата во однос на политиката на власта, па така сега ќе прегледаме еден блог на луѓе кои се често и редовни колумнисти, некои пишуваат повеќе, некои помалку, но ги има речиси редовно во медиумскиот простор. Почнуваме со новинарката Мирка Велиновска, која го анализира, како што тоа и често го прави, однесувањето на опозицијата. Па тука Велиновска се занимава со однесувањето на председателот на СДСМ Зоран Заев, неговата програма и особено наводите во медиумите околу извозот на краставици и поврзаноста на семејството на Заев. Па така Велиновска вели аномалија. Што е според неа аномалија, ќе видиме подолу. Ова е една прилично голема колумна. Еве го коментарот на Велиновска. Заев е човек со ѓонобраз, така е формиран. Тој за себе мисли дека е угледен човек, иако за тоа нема никаква основа. До Бога, него за сторен криминал веќе го помилува шефот на државата и го назначи за официјален чувар на лидерското столче. Овој прифати, иако тврдеше дека бил невин. Што има сега да се чудам за крстевичките со пестициди? Никој во оваа фамилија не е воспитуван да се срами од своите потфати и дела, ниту да гледа последици. Доказ? Па го видовме со она натего, дај ми го тендерите. Углед нема, зашто обелодени дека неговата партија ако дојде на власт ќе јаде живи луѓе. Односно, ќе изврши тотална партизација од кафе готвачка до директор, што значи дека ќе ја воведе партиската книшка како паралелна лична карта и ќе го укине плурализмот. Продолжуваме со друга колумна, тоа е на новинарот Тодор Пендаров, кој исто така пишува за овие наводи, па вели кривите краставици на исанчената политика. Тука Пендаров поставува едно друго прашање за разлика од Велиновска, има една друга теза. Тој се прашува доколку навистина тие краставици биле неисправни за јадење, каде тогаш биле институциите? И како е можно истите институции сега да тврдат дека краставиците кои се користат во Македонија се здрави, а токму тие што биле извезени во Хрватска не биле исправни? Певе Пендаров вели вака. А кога кај нас ќе пукнат вакви афери, тогаш надлежните институции веднаш излегуваат во јавноста дека или не се надлежни, или дека тие добро работат и дека не се виновни. Например, Агенцијата за безбедност на храна сега не убедува дека на домашниот пазар нема од тие загадени корнишони и дека земјоделските производи што ги јадеме се безпрекорни. Вака излегува дека Заев и неговата фамилија сепак мислеле на здравието на своите сограѓани. А некој да одговори како е можно толкави количини корнишони и грозје да се извезе без сертификат дека не се полни со пестициди. Самите земјоделци тврдат дека употребата на пестициди кај нас е стихина, дека никој не ги подучува како и кога се употребуваат. Сетете се дека уште во некогашната СФРЈ нашите производи на домати се прославија со домати прскани со некаков спреј, од кој доматот добива убава црвена боја, ама не дозрева. Вакви примери на несовесно однесување на земјоделските производители или воопшто на прехранбената индустрија има и во најразвиените држави, ама таму надлежните институции си ја работат работата и не се занимаваат со политика и политиканство. Продолжуваме со редовната колумна на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, која речиси без исклучок секоја недела е посветена на однесувањето на опозицијата, а во последниот период неговите колумни секогаш се таргетирани кон новата програма на СДСМ. Певели оваа колумна на Димовски е посветена на таа тема, вели екскурзија на лаги и на балони,
народот веќе не верува во чуда. Тука Димовски мисли на ветувањата на СДСМ, кои според него се чудо доколку се остварат. Или поточно кажано, тој мисли дека не може да се остварат. Еве ја поентата на Димовски. Очигледно станува збор за смислен систем на наддавање и надфрлување со ветувања. Од една страна велат дека ќе ги намалуваат приходите во буџетот, а од друга страна ветуваат проекти и мерки за кои државата би имала сериозно зголемување на трошоците и на издатоците. Тоа е невозможно. Не е можно со помалку пари да правите повеќе и да давате повеќе. Секако, освен ако не сте Грција и ако немате намера државата да чекори кон сериозни и огромни задолжувања. Во еден ден од нога на некоја изјава низ Македонија да ветувате проекти чија реализација би ја чинело државата над 3 милиарди евра, друг ден да ветувате дека ќе намалите даноци, трет ден да ветувате дека за 6 месеци ќе ги вработите сите млади луѓе, четвртиот ден да ветувате дека ќе ослободувате од плаќање данок, петиот ден да ветувате дека ќе го продолжите зимскиот распуст, шестиот ден да ветувате дека веднаш штом дојдете на власт ќе ги решите сите социјални проблеми на граѓаните, е класична измама, ништо повеќе и ништо помалку. Продолжуваме со колумна на Кире Наумов од СДСМ, кој очекувано ја брани политиката и новата програма на неговата партија. И тука тој вели краставиците на Груевски и прашува зошто позицијата, зошто ВМРО-ДПМН тврди дека не треба да му се верува на СДСМ, а треба да му се верува на Груевски. Па вели зошто некој повеќе би му верувал на Груевски отколку на СДСМ. СДСМ плаќа што не ги исполнил ветувањата од 2002-та, но Груевски дал спектакуларни лажни ветувања пред 5, односно пред 2 години. Па еве дел од ветувањата на Груевски според Наумов. Релативно брзо ќе се почувствува дали народот верува во ветувањата на СДСМ. Јас тука само би проблематизирал зошто Груевски нема право да тврди дека за разлика од СДСМ, неговата партија секогаш ги исполнува ветувањата. Јас ќе бидам фер и ќе го скокнам ветувањето за тајванската милијарда, на чии плеки тој стана министер. Ќе го скокнам и неговото афектно ветување за инвестиција од 8 милијарди евра. Ќе бидам уште пофер и нема да подсетувам на ветувањето од 2006-та. Ќе подсетам само на неговите експозеа во 2008-та и 2011-та, кога Груевски вели: економското заздравување на Македонија ќе продолжи уште поинтензивно во наредните 4 години со просечен пораст меѓу 6 и 8% на БДП. Владата ќе продолжи да води одговорна фискална политика со умерен буџетски дефицит од околу 2% од БДП, кој дефицит главно ќе произлезе од капиталните инвестиции. Модернизација и изградба на коридорите 8 и 10, како и на железничка мрежа на истите коридори со посебен акцент на поврзување на Македонија со Албанија и Бугарија. Резултатот е следен. Просечниот раст на БДП во 2009, 10 и 11 е 1,5%. Просечниот буџетски дефицит бил 2,5%, а при тоа не е вложено ниту еден денар во модернизација, а уште помалку во изградба на коридорите 8 и 10. Продолжуваме со колумна на Александра Митевска, новинарка, која вели кој прв ќе вети мисија на Марс. При тоа Митевска ја адресира оваа колумна и на позицијата, и на опозицијата, и на трката со програми и ветувања меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Па Митевска вели вака: премиерот Груевски, кој влезе ова лето во 8-та година од мандатот, веќе подолго време се појавува секоја вечер на малите екрани. Вчера од Кавадарци, завчера од Петровец, пред тоа од Чаир. Најавува нови приватни болници, реконструкција на затворите, бенефиции за маргинализираните групи. Откако полетниот зајав што туку дојде на лидерската позиција во СДСМ, реши да ја шета државата и во секое мало да ја представува социјалдемократската програма.
и Линденска остана полупразна. Сите министри се симнаа на терен. Така почна битката со ветувања и колку што може да се забележи, конкуренцијата е жестока. Сега, пред да продолжиме со економијата, имаме едни две колумни кои ни се како една транзиција меѓу два блока, меѓу политичкиот и економскиот блок. Двете колумни имаат призвук на економија, не се чиста економија, но природно го водат токот кон економските теми. Тука имаме две, едната е на главниот и одговорен уредник на вестникот Дневник, Дарко Јаневски, а другата е на поранешниот вице-премиер Ивица Буцевски. Еве да ја видиме прво колумната на Јаневски, кој вели: кучето чувар на холандската амбасадорка. Така е насловена колумната и се однесува на неодамнешната изјава на холандската амбасадорка во Македонија дека медиумите се куче чувар на демократијата. Тоа за Јаневски е на некој начин лицемерно, бидејќи според него и на развиениот Запад имало проблеми со демократијата, понака народски кажано, кој е таа нас да ни кажува за слободата на говорот или за слободата на медиумите. Еве ја поентата на главниот и одговорен уредник на Дневник. Пред некој ден холандската амбасадорка држеше лекции за тоа како новинарството всушност било куче чувар на демократијата. Демек такво новинарство нема во Македонија. Новинарство кое вели дека средбите на македонскиот премиер во Брисел доживеале фијаско, а тој уште не тргнал од Скопскиот аеродром, кон белгискиот главен град. Таа доаѓа од земја во која денот на раѓањето на кралицата е празник, како кај нас некогаш 25 мај. Интересно, но овде ете се наша некои и ја прашале за мислење која им била целта. Тоа не е ни битно за овие редови. Сега со радост го очекуваме интервјуто на холандскиот амбасадор во Вашингтон, во кое тој ќе им објасни и на американците за кучето чувар. Продолжуваме со една интересна колумна на вице-премиерот Ивица Буцевски, кој своите колумни исто така секоја недела ги таргетира во повеќе конкретики кон опозицијата, а оваа колумна му е целосно посветена на вадењето на бугарски пасоши од страна на македонските граѓани. Поентата на Буцевски е дека македонските граѓани тоа го прават од чисто економски причини, дека тука немаат политички чувства и дека бугарските пасоши не можат да станат никогаш опасност за Македонија. Еве јас тука извадив еден интересен дел на Буцевски, во кој тој објаснува дека со вадењето на тие пасоши македонските граѓани немаат никаква обврска кон бугарската држава и едноставно им служат само за, може да се каже, за работа. Па Буцевски вели вака: друга причина зошто бугарскиот пасош е толку атрактивен е фактот што процедурата за негово добивање е мощна, ефтина и не подразбира никакви обврски за новиот државјанин. Одамна задна се деновите на студената војна, кога граѓаните беа задолжени да отслужат воен рок за да се стекнат со пасош. Задна се и деновите на разни дозволи, пријави и формулари што требаше да бидат пополнувани од државјаните, особено за гастарбајтерите пред воопшто да заминат во странство. Што бара бугарската држава за возврат од нејзините нови државјани? Апсолутно ништо. Токму затоа бугарските пасоши се толку атрактивни за дел од нашите граѓани. Што нуди пак бугарската држава за возврат? Исто така ништо. Се уште не сум слушнал дека некој нов бугарски државјанин од Македонија добил дипломатско-конзуларна заштита од бугарската држава. Сега продолжуваме со она што го најавивме, продолжуваме со економските теми. Имаме еден поголем блок посветен на економијата, што значи дека
голем дел од аналитичарите, колумнистите оваа недела биле плодни на тоа поле. Им биле интересни прилично доста економските теми. Почнуваме со колумната на Слободан Најдовски, поранешен пратеник, директор, кој го проблематизира однесувањето на државните институции кога тие инвестираат во нешто и зошто после владата или владините институции, јавните предпријатија потенцираат дека тоа е инвестирано од владата. Најдовски вели дека тоа не е правилно, дека тоа се пари од буџетот. Па еве вели колумната на Најдовски е насловена "Платено од народот на Македонија". Подолу Најдовски вели дека кога инвестираат и странските организации во Македонија, како USAID или јапонската влада, не пишува дека тоа е од тие влади, туку пишува од народот на Јапонија или од народот на САД. Еве е и поентата на Најдовски. На ниеден објект не треба да стои финансирано од владата или од општината, а најмалку од градоначалникот. Тоа се пари собрани од граѓаните на државата. Не треба да има никаков надпис или пак во најмала рака треба да стои името на вистинскиот финансиер, а во случајот кога парите се од буџетот, тогаш финансиер се граѓаните. Со оваквите решенија ќе се смени пристапот кон ценењето на вредноста на државните финансии. Политичарот ќе биде во права смисла слуга на народот. Како би изгледало, како би се чувствувал и на крајот што би размислувал секој граѓанин со празни џебови, стоејќи пред спомениците од Скопје 2014, кога би прочитал табличка на која би пишувало "Платено од твојот џеб". Продолжуваме со колумна на поранешниот премиер Владо Бушковски, сега член на Алијансата за позитивна Македонија, кој има напишана колумна посветена на економската политика на граѓанското движење, кое наскоро според нивните зборови треба да прерасне во партија. Бушковски вели да отвориме наша домашна приказна. И пишува: Ние сме свесни дека македонската економија, нашите компании мора да бидат многу поконкурентни на странските пазари. Неопходни предуслови за тоа според нас е следниве: брз пристап до финансиите и кредитите и втора брзи комуникации, автопати, пруги и силни авионски линии. За таа цел државата мора да почне силен инвестициски циклус и да вложи во изградбата на крупни инфраструктурни проекти: автопатот Куманово до Девет Бајр, бугарската граница, автопат од Скопје до Блаце, косовската граница, автопат од Гостивар до Кичево, автопат од Велес до Битола, но и автопат од Гевгелија до Охрид, потоа пруга од Кичево до Охрид и од Охрид до албанската граница. Одиме со интересна колумна, едиторијал на Утрински весник, по која Иван Бојаджиски вели црн биланс на САСА, а се однесува на последната трагедија кога во САСА повторно загина работник, овој пат се работеше за 30 годишен граѓанин. Бојаджиски прашува: Основно прашање кое денес се поставува, а особено во рударската македонска каменица и во самиот рудник е: кои се причините за 8 загубени рударски животи во само 8 години и тоа додека ги остварувале работните обврски? Вистински одговор до сега не е даден, бидејќи едноставно го нема. Рударската инспекција и истражните судски органи по секоја ваква трагедија излегувале со соопштенија дека тоа се случило поради недоволно внимание на настраданите додека работеле и дека во рудникот кој вложи огромни средства во сите своји сектори од копање руда до заштита при работа, вина нема. Јавноста многу не им верува на тие наоди. Факт е дека ваквите трагични истории секогаш одат со исто сценарио. Институциите ја кажуваат својата верзија, граѓаните велат дека нивната приказна не е точна.
продолжуваме економскиот дел, ќе го завршиме со колумна на Крсте Шајновски од порталот Фактор, кој вели вака: лицата и опачината за ангажирањето на бесплатни странски експерти. Шајновски проблематизира зошто се плаќаат странски експерти за совети во македонската економија и вели дека тоа на некој начин покажува и слабости на македонскиот образовен систем. И во колумната на Шајновски се вели: потегот на владата со кој се обезбедува стотина фирми во земјата да добијат бесплатни совети од странски експерти има лице и опачина. На страната на лицето се афирмира потребата од стручност во водење на бизнисите, но на страната на опачината се признава дека бројните институции во земјата не ги продуцираат потребните кадри ниту за малите и средни предпријатија, па затоа фирмите бараат бесплатна странска експертска помош. При тоа јасно е дека нема бесплатно ангажирање, бесплатно е само за фирмите. Цехот ќе го плати владата, со сиот ризик бесплатното да се покажува како најскапо. И денешната трета порта ќе ја завршиме со две колумни поврзани со надворешната политика. Имено неодамна пред некој ден се случи историски договор помеѓу Иран и меѓународната заедница предводена од Соединетите Американски држави, во кој Иран се согласи за меѓународна контрола на своите нуклеарни потенцијали. Ова е засега еден од најпозитивните моменти кој се случил со децении на Блискиот Исток и отвара пат за траен мир помеѓу Иран и меѓународната заедница, доколку овој договор се разбира се почитува и доколку неговата имплементација оди според планираното. Па така ќе видиме две колумни посветени на ова случување. Едната е на Димитар Чулев, кој вели New Deal за Иран во насловот на својата колумна, алудирајќи на New Deal на председателот Рузвелт, кој беше поставен за Европа. Чулев вели вака: 5 членки на Советот за безбедност плюс неофицијалниот лидер на 500 милионската ЕУ го притисна Техеран и новиот председател Рохани да седне на заедничка маса, иако аналитичари тврдат дека нуклеарната дипломатија меѓу администрацијата во САД и иранските врховни мули трае барем од јуни, од моментот кога Иран го доби Рохани за председател. Неофицијално се зборува дека имало барем 4 средби во овој густ период во кој двете страни барале модус како да ги одмрзнат 35 години заладените односи, да прикажа желба за кооперативност, но тоа да не им наштети на позициите на властите во Техеран и во Вашингтон. И одиме на колумната на Христо Ивановски, кој вели дипломатска игра со персиската мачка. Тука Ивановски се осврнува на односот на Израел кон целиот процес, бидејќи, како што е познато, израелскиот премиер Бенемин Нетањаху го осуди договорот и рече дека тоа е нож во грб за Израел. Дали Господ ја послуша молбата на израелскиот премиер, кој од рускиот председател Владимир Путин побара Русија да го реши проблемот исто како што тоа го стори со Сирија? Навистина е тешко да се каже, зашто многу детали поврзани со овие преговори не се знаат, ото и повеќето од нив се одвиваат зад завесата. Некои медиуми објавија дека со месеци Иран и САД преговарале далеко од очите на јавноста, што ќе рече тајна дипломатија, и во овој случај се покажала како ефикасно средство за решавање на проблемите. Оно што е очигледно е дека на регионот му недостасуваше ваков договор, зашто со него се намалува тензијата, особено кон Израел, без разлика дали тој договор е историска грешка, како што ќе го нарече Нетањаху. Почитувани гледачи, ова беше последен материјал во оваа емисија. Ви благодараме за вниманието и не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да мислите, туку ви ја презентира големата слика за сами да направите анализе. Останете со програмата на 24 вести.